Во студиото на Здраво Македонија по 9 часот се дружиме со Цветанка Штиријова-Бурзевска, лиценциран психолог. Бојан Цветановски, член на извршен одбор на АЦИ Македонија, Сдружение на финансиски пазари. И Стефани Караджовска, фотограф и видеограф. Останете со нас до 11 часот. Така, останете со нас до 11 часот. Во овој дел се дружиме со нашите гости, како што видовте во најавата. Повторно имаме интересни професии кои што ќе ги споиме и денеска на една трпеза, но секако ќе пронајдеме нешто заедничко кој што тие го имаат. Во овој дел секако ќе ви бидеме домаќинки и јас и колешката Александра, со која што веќе и се видовте и се поздравивте од 8 часот. Но Алекс, еви официјално, добро утро и за тебе. Така е, Верче, добро утро и за тебе. Уште еднаш каде ми ја честитаме новата година на сите гледачи со нас. Ова е првото работно утро за нас во 2026 и денеска се обидовме да споиме интересни и различни професии на почеток од годината. Так. И верувам ќе го задржат вниманието на како што е редот да си ги поздравиме уште еднаш. Така е, убаво ја закруживме и старата нова година. Така убаво испративме, но еве со убава енергија и ја дочекавме. Веднаш до мене е Цветанка Штиријова-Бурзевска, која што е лиценциран психолог. Добро утро и добро дојдовте. Добро утро, ви благодарам на поканата и баш ми е драго што ќе се дружиме ова утро. Така е. Ете на почеток на годината ќе споделиме и убави размислувања, односно кои што сте како се поврзани со вашата професија. До вас ни е Бојан Цветановски, кој што е член на извршен одбор на АЦИ Македонија, Сдружение на финансиски пазари, но има и дополнителни хобија за кои што денеска ќе позборуваме. Добро утро, фала на поканата. Честитка нова година до сите гледачи, исто и на вас и Така е. се надам ќе имаме убава дискусија. Така е, убаво ќе се задржиме и ова утро и веднаш до вас е Стефани Караджовска, која што е фотограф и видеограф. Добро утро, Стефани, добро дојде во Здраво Македонија. Добро утро, фала ви на поканата и исто и од мене честитки, среќна нова година на гледачите и на вас. Така е, ми со тебе имаме убави теми за разговор, сето она кое што креативно ти го работиш и го споделуваш и на некој начин ни ги разубавуваш, да речеме, деновите со сите тие уметнички дела кои што ги работиш. Но ајде, Бојан, да започнеме со вас. Традиционално на 1 јануари се прави она јануарско оро во Идадија. Па која е вашата поврзаност со оваа традиција? Да. Оваа година по 97 пат имавме традиционално оро пред Идадија. Значи, мојот прадедо Евто Цветановски ја основал кафеја на Идадија, тогаш била под името Кантина Идадија. Значи, почнава да работи на 1 октомври 1928 година. Самиот објект е изграден на Божик 1928 година, меѓутоа од Карши, да кажеме, од Карши сега објектот каде што се наоѓа кафаната Идадија, тогаш имало гимназија и тука мојот прадедо практично исто држал кантина, значи продавал чај, варени јајца, гравче. И со текот на времето, нели, како што стекнал одреден капитал, го купил местото од Карши, тука изградил објект кој што е завршен, значи на Божик 1928 година. А на 1 октомври 1928 година има отворено кафаната Идадија, која што тогаш се викала Кантина Идадија. И практично, бидејќи во изградбата на објектот учествувале комши, нели, пријатели, познаници, решиле како фамилија 1 јануари 1929 година да го прослават пуштањето на кафаната во, нели, во работа и изградбата на објектот се заедно со едно оро кое што, нели, го развиле тука пред самата кафејана. И од тогаш е, значи, останато како традиција. Да. Значи, наскоро ќе биде и 100 години, тоа ќе биде 2029 година, нели, 1929, 1 јануари е првото оро. Наскоро ќе биде, имаме и 100 години. Орото има кум, значи се бира кум, кој што секоја година е различен. Имаме одбор, нели, кој што го бира од составен од дебармалци, кој што го бира кумот. И да кажеме како прослава започнува во 10 часот од Сабајле, во 12 часот излегуваме од кафејаната надвор и го виеме орото. Да прашаме од режија, доколку имаме видео кое што ни го сподели господинот, да го споделиме, не само низ разговор, туку и со видео. Идадија е именувано истото. Инаку името Идадија, да кажам, тоа значи училиште, нели, тоа е турски збор и е по, нели, бидејќи од Карши имало средно училиште, практично
и од таму потекнува името. Така. Да, но убава еве традиција која што од 97 години непрекинато, како што кажат, уште малку ќе ја славите таа 100 годишнина, што убаво да се слушне за оваа традиција. Дали ете дебармалци очекуваат секоја година имате ли да се приклучуваат ли, да речеме, и нови некои кои што сакаат да бидат дел од оваа ород, оваа традиција кои што ете слушнале? Да, орото е, мислам, на наша голема радост, е секоја година се побројно и повесело, да кажем. Имаме и помлади сега генерации кои се приклучуваат, нели, и да кажеме наследници, меѓутоа има и нови, да кажем, и помлади, сите се добре дојдени, не само дебармалци. Така. И на голема, да кажем, радост и среќа се зголемува бројноста и веселбата, и нејзиното значење. Па така е, убаво е да се провеселиме, како што велат за тага никогаш доцна не е, но убаво е да се споделуваат вакви моменти, една ваква традиција која што едноставно вашите предци секој пат биле во угостителството и ден денеска мислам дека еден од местото и дадија кога ќе се праша вака едно од најпрепознатливите кафеани кои што ги имаме всушност и најстарите во тоа мало. Не знам дали од режија успеа да ни го најдат добро, дали можеме да го погледнеме видеото, еве кај да видиме и сликовите како тоа изгледа. Ете, убаво вака истиковите да видиме, да им ја доловиме малку атмосферата до она кое што на први вчера се случуваше. И самата локација е убава на кафеаната, бидејќи се наоѓа во срцето на Дебармал. Значи има и убав поглед на поштадот, нели тука кој што има и парчето на Горан Стефановски. Значи нашиот великан Горан Стефановски знаеше често да седи во Идадија, значи на легендарната маса број 2, значи масата која што има најубав поглед, да кажеме на самиот агол. На самиот агол. Исто нашиот великан музичарот Владко Стефановски, братот на Горан Стефановски, има напишано и песна за Идадија. Тоа е песната Сеир, каде што ја спомнува Идадија, кажува дека тука е центарот на светот и нели можеме да седиме и да гледаме Сеир како поминуваат луѓе. Така е, да. Цветанка, еве вие од вас што се вели агол, од вашата професија, некако овие празници кога доаѓаат луѓето, колку и да можеби имале некоја тага, сепак во овие некако моменти забораваат на тие можеби некои неубави и се фокусираат на нешто убаво, имаат сепак се раѓаат чувства на возбуда, на среќа. Како еве овие празници успеваат да го направат и да го разбудат убавото кај луѓето? Самото тоа што нели се соочуваме со убави празници во наредниот период, самото тоа што има еуфорија во градот, каде што луѓето споделуваат, кажуваат каде ќе одат, како, значи делува многу убаво на психолошкиот момент на личноста, каде што ни доведува до поопуштена атмосфера на себе си, каде што не доведува барем за кратко да заборавиме на сите оние грижи, моменти во кои што секојдневно се соочуваме, на сите предизвици со кои што ќе се нели животни предизвици низ кои што ќе поминаме. Убаво е барем за празниците да си дозволиме на себе си да уживаме во овие моменти, да заборавиме барем на кратко и да бидеме со своите најблиски, со своите пријатели, бидејќи сепак психата е ништо за кое што треба да се грижиме и да се чува. Така е. Стефани, мислам дека тука можеш да не се придружиш и ти во разговорот, бидејќи ти си како жена предприемач. Што за вас значи да се биде жена предприемач во нашата земја и како го доживувате бизнис атмосферата кога станува збор за видеопродукцијата?
Па мислам дека е неминовно да се признае дека има некои разлики биолошки предодредености, меѓутоа што значи да е жена предприемач или општо да си предприемач, според мене е една низа на карактеристики што ги имаш ти како личност, што на крајот права тоа што си и што директно влијаат на сите твои одлуки што ќе ги превземеш во бизнисот. Така. Да. Да колку наоѓаш мотив во на кое што го работиш во секојдневно? Имате ли помош од државата или од вашите соработници или од колегите кои што работат слична професија како вас? Морам да кажам дека јас до сега имам добро искуство со колегите што работат сличнава професија. Во однос на помош од државата, сметам дека има простор, нели, секако да се подобрува, да се направат оперативни планови кај што можеби би се зголемила поддршката и слично, меѓутоа постојат некои активни мерки кои што сега се нудат. Има грантови од АВРМ за самовработување на млади лица, има конкурси од Министерство за култура за аплицирање и слично. Така да има некои мерки, не дека нема помош од државата, меѓутоа секако би можело да се остави простор за да се досмисли. Дали тоа ти беше, да речеме, некој поттик, некоја мотивација како млад човек, како млада жена да се охрабриш да го направиш тој чекор и да создадеш компанија, да размислуваш за тука, да создаваш, а не да одиш надвор? Па секако, мислам тоа дојде природно и спонтано кај мене. Во моментот кога одлучував за преквалификација, најдов и токму таква една мерка со која што отворив фирма. И секако дека ми беше од голема помош, бидејќи тоа е нели првиот чекор што го превземаш и што го правиш. Тајмингот беше спонтан. Ми помогна многу таа мерка и сметам дека не беше толку дека јас би останала тука да го направам, колку што беше сплет на околности. Зошто останав тука и отворив. Имавме разработено во меѓувреме со брат ми, кој што патем е исто видеограф. Так. Да, имавме разработено, имаше некоја мрежа на контакти, клиенти и проекти и некако испадна спонтано тоа. Така, но има што да се работи и убаво да се биде тука и да се твори во својата земја. Така, господине Бојан, спомнавме дека сте член на извршниот одбор на АЦИ Македонија, Сдружение на финансиски пазари. Берзите некако навистина се актуелни кај луѓето во однос на инвестирање на кое што сакаат да можеби да го направат надвор од она со кое што се занимаваат. Па тргување со средства, што би требало секој поединец да знае кога би сакал да биде дел од берзата и каквите се очекувања на луѓето кога станува збор за берзата и тргување со средства? Добро, да, јас сум член на извршниот одбор на АЦИ Македонија. Тоа е Сдружение на финансиски пазари на нашата држава, во рамките на нашата држава. Значи формирано 1995 година, веќе 30 години на иницијатива на Народната банка. И во него членуваат сите банки, односно делот на луѓето кои што се вработени таму, кои што работат на финансиските пазари, значи кои што тргуваат примерно со валути. Значи имаме девизни трговци со валути, имаме трговци со харти од вредност, тоа се брокери. Так. Значи тука се работи за тргување со валути. Тоа е Форекс пазарот. Форекс пазарот е многу, да кажам, атрактивен, интересен. Практично тоа е востануван 1973 година после прекинување на стандардите од Бретон Вудс. Значи тогаш се пуштани валутите на западните економии да флуктуираат слободно, односно нивната вредност да биде детерминирана од понудата и побарувачката. Со развојот на интернет технологијата, денес, значи, тргувањето со валути стана достапно и за приватни лица, значи физички лица. Значи, на тој пазар, тој има дневен промет, работи 24/5, затвора само, да кажам, освен нели сабота и недела, затвора само на Божик и на Нова година. Инаку цело време, значи, имаме промет, цело време тој пазар врти, тој е меѓународен валутен пазар. Значи, сега завршува Јапонија со тргување, да кажам Азија, почнува Европа, потоа Америка, така да тој континуитет од 24 часа цело време се одржува. И активен. И дневниот промет е околу 7 трилиони долари. Значи, тоа е огромен пазар кој што е комплетно ликвиден. Сега нашата задача како здружение е да
примерно да имаме размена на информација помеѓу себе, значи помеѓу валутните трговци и едукација на тие што се професионалци, значи што влегуваат нови во таа бранша, меѓутоа и популаризација на самото тргување кај обичните луѓе и нели практично обука како да се тргува со валутите. Од аспект на инвестирање, видите, тоа е мултидисциплинарна, да кажеме на некој начин, професија. Треба првично да се има, сега завршено економски факултет, нели? Да. Претежно тука се работи за макроекономија, мислам при донесување на одлуки каде да се инвестира. Меѓутоа треба да се има познавање од економетрија, од статистика, треба да се следат сите актуелни политички настани, меѓународни економски настани. Тоа што тие влијаат на сега Тие влијаат, да, на движењето на курсевите. И сега, значи, тука треба да се има некоја претходна едукација, меѓутоа треба да се има потоа и искуство и да се познава и еден дел што се нарекува техничка анализа, односно да се има познавање во читање на диаграмите на валутните парови. Значи не е тоа така едноставно. Да, не делува едноставно. И сега нели за луѓето кои што се други професии, кои што нели би сакале да инвестираат на тој пазар, најдобро да инвестираат преку фондови. Значи да инвестираат во некои продукти кои што ќе им ги понудат професионалци. Доколку сакаат приватно да носат самите одлуки, значи ќе мора барем да познава таа техничка анализа, значи тоа читање треба да навлезат онака да се едуцираат малку повеќе. Да. Бидејќи на краток рок може да се добие на тој пазар, да кажем, може да се оствари некоја добивка, меѓутоа на долг рок, доколку сакаат стабилни приходи од тој тип на тргување, мора да се знае примерно да биде посветено, значи тоа читање на диаграми, таму се фактички преку тоа се гледа како се однесува целиот свет, значи сите валутни трговци како се однесуваат на одреден пар, на пример на евро-долар, да кажем. И кои се очекувањата, кои се антиципациите. Тука има многу оној што се нарекува forward looking, значи сите настани се оди на тоа да се антиципираат, значи однапред во диаграмите некои 6 месеци однапред да се антиципирани, тоа што ќе се очекува да се случи. Значи во светот има за тоа позади тоа стојат и огромни аналитички тимови, да кажеме, на големите банки. Така да анализата на диаграмите и следењето на диаграмите е една комплексна работа, меѓутоа основна работа која што треба да научи еден да кажам професионалец или приватен инвеститор, ако сака на долг рок да има добивка од тој тип на вложување. Зборуваме за добивки, зборуваме за високи финанси, но Цветанка да зборуваме малку за самосвесноста и грижата за себе. Во делот од 7 часот и во делот од 8 отворивме тема каде што ги запрашавме граѓаните како ја дочекале 2026 и како прославиле. Многумина од нив ја споменаа тагата, ја споменаа сиромаштијата, споменаа многу тажни работи и реалноста во која што Македонија живее. Па како да се помогнеме себе, на најблиските и колку се обраќаме на психолог, психотерапевт, за да може да ги надминеме сите тажни моменти и да едноставно водиме повеќе грижа за себе. Да, грижата за себе секогаш е актуелна, бидејќи од сите тие работи со кои што се соочуваме, забораваме едноставно на нејза. Се грижиме за останатите, се грижиме како да го истираме месецот, како да бидеме... Јануари како да е најдолг. Јануари е најдолг, баш некоја прочитав еден пост као за 31 декември, вика добро е, денеска е 37 декември, се надевам дека денеска ќе заврши. И навистина е така, за јануари мислам дека ќе биде 40. Како што е тргнато. Знаеме дека е најдолг месец, сега точно дека се соочуваме со ситуација во каква што сме и се соочуваме, нели не можеме да ставиме розови наочари, меѓутоа важно е во вакви моменти каде што е присутна тагата, каде што е присутна носталгијата, бидејќи многу семејства се иселени, многу семејства се останати по еден, по двајца каде што се дома. Важно е, ако ништо друго, барем да се јавиме еднаш, два пати, три пати во денот, чисто да прашаме како е, што е, пак да ги... Во помалите места имаат обновени комшиски врски, роднински врски. Потекнувате од Свети Николе, од каде што многу добро ви се познати тие комшиски врски, потребата на истото да го вратиме. Потребата да се ги знаеме соседите, да се напиеме кафе со нив или пак едноставно да ги прашаме како се. Колку заборавивме тоа да го правиме? Во големиот град има, не дека нема, меѓутоа е малце поретко. Рече се невозможно во Скопје. Рече се невозможно повеќе, да. Додека во помалите места, да, се уште живее таа
грижа, таа слога, тоа споделување, бидејќи многу е важно во вакви моменти да имаш барем со кого едно утринско кафе да се напиеш или пак да кажеш добро утро, среќна нова, среќни празници. Навистина е убав моментот каде што на тој начин ја потикнувам и грижата за себе. Бидејќи ќе излезам после или ќе ми дојде после некој на кафе, ќе можам со кого да си ги споделам своите маќи и своите грижи со кои што се соочувам. Во моментот, меѓутоа, и да споделам и убави, радосни моменти кои што сум ги слушнала, кои што ми се мене случиле, кои што децата ми кажале или така натаму. Навистина, жално е што, се соочуваме со моменти врз кои што немаме контрола врз тоа. Значи, едноставно, некои работи не ни се во наша контрола, а се преоптоваруваме да ни бидат. И тука настанува сето на испуштање, да кажем, во наводници на грижата за себе и на своето ментално здравје. Така е. Сега, кога го спомнавме веќе тоа и околу празниците, можеме да ја спомнеме психологијата на боите. Всушност, во овој период од годината навистина доста не е весело, имаме многу бои, а вие психолозите често пати велите дека одредени боја имаат навистина влијание врз расположението на луѓето. Па како овие бои кои што се кои што сега се трепка, се нешто нели блешти, влијаат на луѓето? Многу позитивно. Навистина, дури мислам дека и ни фалат уште повеќе бои во овој период од годината. Бидејќи некако, шетајки се, почнувајќи сето од себе... сивило всушност го претвараат во боја. Така, барем дел од годината имаме потреба да биде се во боја. Бидејќи, ќе почнам од наједноставна причина. Кога ќе излезеш со бајле и кога ќе видиш дека има сонце во твојата просторија, ти едноставно си порасположен со самото тоа што има светлина. Кога ќе станеш со бајле, кога ќе биде облачно, едноставно расположението паѓа. Да почнеме од најосновните бои кои што се, нели, од природата. Друго, кога сме расположени убаво, значи, знам да се облечам во светли бои. Меѓутоа, психологијата вели не мора да значи, поготово психологијата на уметноста вели, може би се чувствувам убаво, ама не сум, како јас денес сум целата во црно, но сум супер. Така. Затоа што така се чувствувам. Така и кога ја спомнавме веќе таа психологија, вие навистина сте одлични во таа арт-уметничка терапија. Што всушност значи таа арт-уметничка терапија? Која што може би е толку не многу популарна. Прво ви благодарам дека сте одлични, не знам дали сум треба друг да кажа. Да. Кој што бил со мене. Меѓутоа, да, со арт-терапија сум од 2018 година, каде што некако сосема спонтано се запознав, почнав да истражувам повеќе и денеска веќе навистина водам и групи за едукација, Институт за арт-терапија и креативна психотерапија прво во Македонија и така натаму. Арт-терапијата е всушност фокусирање на процесот, не е на крајниот резултат. Всушност ни помага да бидеме присутни сега и овде во овој момент. Едноставно да направиме канал на сето оно што ни е заробено внатре во нас, бидејќи јас ќе зборувам, ама некои работи ќе останат недоискажани со цел да не бидам осудена, дали ќе бидам погрешно разбрана. Може би тој што ме слуша, не знам, ќе донесе некои погрешни заклучоци за мене. Може би нема да знам да се изразам или едноставно имам чувство кое што не знам како да го кажам, ама овде ми стои, немам појма што е. Тука настапува таа на сцена каде што не само со прикуцртање и боење, туку има се е материјал. Од скулптура до фотографија, до природни материјали од надвор, текстил, буквално се што можеме да допреме со раце. Самото тоа допирање не вклучува, бидејќи арт-терапијата ги вклучува сите сетила, не вклучува и мирис, и слух, и звук, допир, буквално се што можеме, што ние поминувајќи низ животот ги исклучуваме, поготоа како растеме тие ги исклучуваме. Пред се не враќа назад во детството да експериментираме. Така. Бидејќи ние експериментираме до одредена возраст, влегуваш во тоа тркало. Стануваме возрастни и некако се менува едноставно, нели, ти си возрастен и веќе не ти е дозволено во наводници да експериментираш. Така. И едноставно вика, окей, дојди кај мене. Обично кога ќе дојдат, ќе кажам, што сега да правам? Што сакаш? Како мислиш што сакам? Па така, имаш слобода. И ти сакаш да кажеш дека можам, што сакам да правам? Можеш. Можам да се качам на маса? Можеш.
Сериозна си? Најсериозна. Вака ќе стои. Ма не смеам. Зошто не смееш, кој ти брани? Сами си создаваме некои одредени граници. Така затоа се вели не губите го детето во вас. Така и затоа арт-терапијата помага, затоа што е форма на психотерапија која што користи уметнички медиуми за да можеш да ги изразиш сите тие потиснати емоции и чувства кои што не си ни бил свесен дека ги имаш. Дека ги имаш, така. А си ги имаш, си ги носиме со нас, така. Кога сме кај уметност, еве тука, односно создавање на дела, на што актуелно работите вие, Стефани, сега во моментов некој интересен уметнички проект? Јас моментално спремам своја, би сакала наскоро, еве во 2026 првата половина да реализирам моја изложба за концептуална фотографија. Тоа е нешто што го правам лично на приватно ниво, на професионално ниво сега како ми продолжуваат соработките кои што се тековни и стандардни. Меѓутоа, ова со изложбата е нешто што го спремам повеќе како еве уметнички аспект. Така, се надам дека сега кога ќе ти се остари кога сме кај уметноста, Бојан, мислам дека и ти можеш да не се приклучиш во овој разговор, повеќе од трите цени се спојуваш со музиката. Имаш многу да речеме оние плочи, винил, цедиња, имаш многу подароци од еминентни уметници наши и од надвор. Па сподели ни оваа твоја лична приказна. Па добро, се почна далечната... Затоа што бројката со која што поседуваш е голема, мислам дека над 1500 имаш од винил плочи или така нешто, цедиња доста иста. Така е, над 1500 веќе да кажам не ги ни бројам. Така. Имам сега да кажам во последно време одново винил плочите се однова во мода на некој начин да кажам, меѓутоа имам и многу компакт дискови купувам се уште. Така да, инаку се започна во 1988 година, баш сега се меѓутоа она крцкање на винилот и оние плочи, мислам дека е незаменлив. Да, добро, има предности, плочата тоа е повеќе некоја сентиментална, да кажам, сентиментален аспект, инаку за се уште мислам за звук, за чистина на звук, на јасност, на фреквенции, мислам дека компакт дискот е ненадминат и како функционалност. Инаку, значи, како што кажав, далечната 88 година, јас почнав да слушам радио најпрвен. Значи, тука ве сакам да спомнам некои емисии тога што беа Рок Подиум со Аритон Карлију, Диско селектор на Драган Басаточка Костич, да го споменеме. Емисијата Албатрос, исто, таа се уште оди на Македонското радио 2. Значи, од тогаш Сузана Стефановска и тогаш ја водеше емисијата и сега, и значи почнав да слушам радио. И потоа тој афинитет, значи интерес кон музиката, веројатно го примети мајка ми и една прошетка во Беко. Значи Беко имаше, тоа беше тогаш робна куќа, стоковна куќа. Да. Имаше еден музички дел. И таму ми купи неколку албуми, значи ја ги памтам, тогаш беше Какао на Лепи Сол, од Џорџ Харисон, нели Битлсовецот Cloud9, Майкл Джексон Bad, значи веднаш ми ги купи тогаш на касети беа тие, значи првите и така почна тој афинитет да се развива. И некако, да кажам, ми стана интересно, се пронаоѓа во таа музика и почнав потоа да купувам нели плочи, па цедење, дојде цедето 90 и некоја година, првиот CD плеер, да кажам, баба ми го финансираше да го купам, тогаш имаше многу комисиони. За тоа се бабите дедовците тука да помогнат. Да. И така почна, да кажам, подоцна, нели, со моето друштво и поширокото друштво имаше исти афинитети, да кажам, на некој начин се пронајдовме во таа музика, нели, ги ширевме видиците од аспект на жанрови што ги слушавме. Почнав и џез да слушам, рок секако, со поп музиката почнав, потоа оној world music, боса нова дојде, потоа Буена Виста, social club и така натаму, нели, тие трендови на тој world music стана популарна. Почнав да одам на Скопскиот џез фестивал, значи редовно одев секоја година, сите вечери. Има во Македонија се создаваат навистина убави работи, но Стефани, тука би ве запрашала вам колку ни социјалните мрежи и низ оние кратки видеа, рилсови, денеска се популаризира музиката и се аплицира на она што значи како видеограф, како создавање на нова уметност, односно денеска луѓето едноставно тоа го прават на своите мобилни телефони. Така ја дознаваат музиката, новитетите и она што вие го правите како видеограф.
Да, дефинитивно живееме во една дигитална време. ера. Да, дигитална ера, многу брзо време, каде што се следат трендови и дефинитивно многу влијаат. Социјалните мрежи ја имаат моќта да направат нешто да е познато у светот у секунда, у Така. еден ден. Или нешто што порано не било, мислам нешто што е од порано, што може да се врати од пред 20 години песна и пример да стане денеска трендинг. Хит, да. Така. Значи дефинитивно многу е онлайн присутноста на социјалните мрежи влијателна во однос на тоа и затоа и многу внимателно треба и да се бира тип на аудио што ќе се користи за видеата и слично, исто така сметам дека можат многу паметно да се искористат социјалните мрежи за промовирање на овој тип на работа, за фотографии, видеа, уметност и слично. Иако сметам дека генерално на луѓето им е малце низок прагот на внимание да ги задржи едно видео подолго. Прагот е веќе на 30 Прагот е, секунди. да, буквално е на 30 секунди. У првите секунди се става најчесто некој хук што ќе го задржи вниманието на гледачот. На македонски јадица, која што Јадица, така да. ќе го задржи вниманието. Но Цветанка, на социјалните мрежи се е совршено, иако во реалниот живот не е така. Колку притисокот од социјалните мрежи денеска создава притисок на реалното живење? Многу. Многу, затоа што се она што ќе го видиме на социјалните мрежи, па и не е се така како што е прикажано. Не е се така розово. Не е. За жал не е. Едноставно самиот притисок кој што јас морам да бидам совршен. Види како се тие совршени, Да. шетаат, имаат, не знам, имаат створено, имаат 5 коли, имаат, не знам, секој месец некаде 10 куќи, 3 станови, така натаму. И морам јас да бидам таков, затоа што општеството мене ме тера да бидам таков. Не ме тера. Зашто да ме тера? Меѓутоа, за жал, многу влие, бидејќи прво пред се не знаеме да си поставиме здрави граници кон себе си на прво место, после кон социјалните мрежи, да си ограничиме време колку јас ќе прифаќам од тоа што го гледам, тоа е еден вид на ментален филтер. Она што мене ми е потребно во овој момент. Највеќе се фокусираме повеќе на желбите, него на потребите. Прво се фокусирам, тоа е мојата желба, и тука заглавувам, затоа што јас, да бидеме реални, не можеме сите да имаме 10 куќи, 5 коли и така натаму. Не ни сакам искрено да видам. Ќе ме боли глава, ќе мислам кај се шо. Не дај Боже, ако излезе некој проблем, тешко мене ќе биде. Затоа првично да бидеме свесни која е навистина нашата потреба од сето тоа. Да. И да бидеме благодарни за се она што имаме. Што го веќе го имаме. Баш се насмеав за Нова година, бидејќи со децава едно остави, друго остави, се случи, се шетав од едно место до друго, се случи да се ја дочекам надвор. Сама. И вака стојам и ги гледам огнометите, внатре е сопругот со другото детенце и вака стојам. Па ништо, викам, ајде среќна Нова година прво на мене. И си реков, па фала. И ајде после си влегов, така да забораваме у сите тие социјални мрежи што гледаме и онака да застанеме за моменти да видиме што навистина ми е потребно, колку навистина ова што го гледаме За мене. За мене, точно. Дали јас сето тоа можам да се принадам или не и да си ставам граница. Ова ми е потребно, тоа не денеска ќе гледам 30 минути да бидам свесна или секунди без разлика, да бидам свесна дека тоа не е мое. Јас имам нешто друго со кое што располагам, а кое што тие го немаат. Така е. Да. Така е. Да се гледа убавината во она кое што го имаме и да сме благодарни за она кое што го поседуваме, а не само нереално да ги гледаме тие видеа и да го посекуваме она кое што другите го имаат. Да се фокусираме на самите себе си. На своите потреби. На своите потреби. Сепак сме социјални суштества кои што се водат од своите потреби. И некако ни стекот на годините ги заборавивме тие потреби. Да, ми се пие вода, ми се јаде, ми се спие, тоа да, меѓутоа другиве потреби некако ги оставаме на страна. Тоест не оставаме општеството сами да ни ги наметнува потребите со кои што денеска се соочуваме. Ние ги чувствуваме потребите на нашите гледачи да си направат кафе, чајче и да одморат додека траат рекламите, но не да го променат каналот, бидејќи натаму остануваме доволно интересни и забавни како и досега.